да остане еден белег, едно памтење, тоа ми е најголемата жал. Како сме дојдеме од село, сме биле многу бедни, во Пољана си дошла. 3 години немав дета, после ми се роди мите, почна да попорастуват. Бела не ми донесе никад во животот, не памта мите некој на врата да ми чукнал, мите таа Бела или со дете се скарал, или со некого, или украл, или нешто не. Па почна на школа да оди, ја не писмена, нашти не писмен. Ја една ден не су на школа одена. Нешто што зна, татко ми дома што ме учил. После на Савајле ќе оди на школа, ја ќе му вика на детето, мите, маме, кај што ме ќе му претеса. Ова моливче не е мое. Ја не се купила, кај што мама го најдов. Кај што нашол си не таме да го ставиш. Гумичка ли било и на детево, това си го копча тој. И денеска го кажуват, оти било таке. После заврши школа, веќе што заврши, ќе го даваме на занат да оди. Го даде прво за телевизори правење, кај еден прифатник. Работа детево 3 месеци тамо. Ото и кај ќе го дава, што ќе го дава, електричар. Су плашивме, тоа ги извади, ќе го даде са петара. Во бутел 2. Си излегал сам си напуша. Леле, шо правиме? Оти детево, пошло механика. Пошло механика без да знае татко. И отиде механика доле да работа, го пратие. Го пратие, ама уште немат решение. Му дојде војник да оде. Отиде војник. Отиде војник. Војска ми беше толку време, тој едно само ни пишал нас пари да ми пратите. Си дојде 2 дена, отиде на работа од војска и си почна да си на работа. Отпочна фирма. После иден денеска, од тога и мите зеде што се вика пошчување, мите ми е неќе динарче туѓо да има. Динарче не. Од дете ми е вреден мите. Од детинство уште. Живот ми заметче работејќи 10 години, го искористив времето на распад на бивша Југославија. Од распадот на бивша Југославија, мислам, искуството што сум работил 10 годишно, ипак 10 години да работиш ко приватни заметче, значи нешто. Ми дојде многу поволно. Во моментот јас работев и на Квантешки пазар. На Квантешки пазар работев 3-4 години. Уште од стариот Квантешки пазар на Скопски пазар, кој што беше, многу тамо повише пари се печалеше и поубаво одеше. Беше исто во моментот кога 89-та, 88-та крајот, кога се растуреше, пред да се растури Југославија, некој има многу роба одеше за Косово, за Србија, за Црна Гора, а зелена роба зимавме од сите наши оранжери. Добро ми одеше. Почнахме со други производи после. Повише пари имам спечалено од Квантешки, него било што друго вака. На ум ми дојде да отворам бензинска пумпа да правам. И седејќи така дома, викам со тој пријател, викам што редослед и каде треба да почнам документи да поднесувам за бензинска пумпа. Во истиот момент си помислив и реков, Господе, вие мене локација за бензинска пумпа, јас темели ќе градам на црква, али највише сакам црквата да се гради во Бутел, во ова село кој што живеам јас, али нема, пошто нема црква. Поднесов и течеше постапката. Во исто време, мислам,
направих плакати, иштампав плакати, из цел Бутово залепив. Некои луѓе ми се смеја тогаш, еве го овој црква ќе прави ово, оно. Тоа што гледате до ден денеска, еве јас и една бензинска направив, Господ ми даде втора бензинска. Работата добро ми оди. Како што одеше све така, јас одев и документи вадев, збирав да се изгради црквата. Четврти 1995 година се поставува камен темелник на објектот бензинска пумпа УТП МАГ Оил Скопје. Инвеститор Јовановски Мите со фамилијата синот Јовица, керката Елена, мајката Мејда и таткото Јован. Дозволете ми најпрво да ги пренесам благословите и поздравите од неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски господин Михаил, кој е спречен денес да биде заедно со нас на овај, би рекол, голем настан за фамилијата господинот Мите Јовановски. Исто така би сакал од името на браќата свештенослужители, кои еве ги има и од Скопје дојдено, и од Кочани, да ви го честитам овој чин, осветувањето и пуштањето на новата бензинска. А за спомен на денешниот ден, јас верувам дека вашата фамилија е напатена со многу работи, но ќе најде време да прочита некојаш и Свето писмо. Едно време ми се сони еден сон и не можев да издржам и отидов во Митрополија. Отидов во Митрополија кај господинот Михаил. Дедото му го кажав сонот, му објаснив све како, што е, како сум почнал, што сум почнал. Дедото ме свати убаво и ми рече дека не треба да се откажувам од сонот кај што сум го видел, све тоа му го кажав. Понатака, дедото се интересираше највише од сите тамо, во Митрополија. Уште неколку пати имав средби и на една средба имавме состанок, како состанок така да кажам, дојде уште со двајца луѓе од Митрополија, секретарот на Скопска област и еден повише секретар, друг не знам што беше. Дојдоа на лице место, го видоа плачот, видоа све и ме охрабрија и понатака да настојувам да се гради, мислам и да се гради и да се соберат сите документи да не се откажат. Воопшто да не се откажат. Тој дојде при мене кога почна да ја има идејата да прави своја приватна бензинска станица, пумпа или како ја викаат, тогаш тој рече вака: ако Господ случајно, дедочедот, ми помогнете, ми дарува да можам да ја отпочнам самата бензинска пумпа, најверојатно дека ќе учествувам, макар јас темелите да ги поставам во моето родно место, каде што сум роден, за новата црква. Но станува збор за добробит кон Македонската православна црква. Кога се рачун избутал дека ќе градаме, не ќе градам, него како еден донатор да бидам, спонзор, ali сам не можам да изгледам народот ако не ќе да помогне или све што помагаме све за народот. Не можам никој пат сам да направам. Одејќи по старите, мислам, кога слушна народ, стари жени се јавуваат тука кај мајка ми, кај мене, зашто, како. По некои случајности се деси дека
Кога одеше мајка ми да прашува по тие стари фамилии тука и староседелци, дека постоеле 2-3 цркви во Бутел. Најубаво сеќавање жената имаше кај поштата, што е старата пошта ние во Бутел, што викавме, постоеше пошта. И жената викаше кај старата пошта дека постоела тука црква. Една црква постоела кај на последната автобуска станица 57-ца, имаше бунер. До сами понатак од бунерот, вика, до ратот фактички, и после ратот имало некои камења. На тие камења, дур биле тие камења, и тогаш палеле народот свеќи на тоа место. По тие кажувања. Друго, знаете, имам камбана купено, нарачено пред 2 години. Камбаната ми е дома. И доста народ знае дека сум купил камбана и ветена ми исклучиво за таму. Ако беше за друго место, јас ја дајав и камбаната на друга црква, али благодарение на делото Михаил и обстанав и пак ќе обстанам, ќе обстојувам на тоа место пак да се гради црква во Бутел, исклучиво во Бутел и на тоа место. Не на тоа место, али било тука, у тој поширок круг. 30 години сме тука, ни црква имаме, ни ништо. Идеме у Чаир, ако може тука да направиме. Ние сме православна вера и треба да имаме такво нешто. Такво вера. Одамна се бориме за црква, туе сакаме и ете споруваат, не даваат. И сакаме што ќе можеме и со работа, и со пара, и со свеќа помогнеме, само сакаме да се направи туека една чистота што е види какво е онде. Црквата треба да биде возле милицијата. Треба тука да има црква и спортска сала. И така основ. Би требало тука да се направи, барем за мене што се однесува, би требало да се направи една црква, како што има план тука да се гради. Камбаната е купена дома и луцирана кај него у гаража. Камбаната е купена од Италија, 20.000 марки само за камбаната е дадена. И се чека да се почне. Во општината нацрта еден план за црквата. Тој план не одговара ни на населението, ни па за нас. Како верници утре тама што ќе одиме, пошто има канони, црквата која се прави си има своји канонски права, исток, запад, север, југ, влезови, све треба се запази. Во тој проект што ни го понуди општината, мислам, не се запазува ништо. Затоа се собравме уште еднаш со местното население, тука и укажавме на тој проблем дека не одговара на тоа место што ја посочија да биде црквата. И јас ако сум го сонил сонот, не значи да барам истото место да се гради црквата, може да се гради лево 100 метри, десно 100 метри, али во тој округ, пошто и највише одговара. Нашата Македонска православна црква имаше зацртано план да може да изготви една црква, да направи една црква која што ќе може да им послужи на тие најблиските околу, барем што ќе се најдат околу црквата. Ми оди работата. Господ една пумпа ми даде за година, дена ми даде уште една и спремен сум 200.000 марки да вложам во таа црква. Другите пари што нема да стигнат, секоја куќа од Бутел ми дава подршка и секоја рекла, ако не повеќе, али 300 динари, 200, 500, секој ќе ми исклучи во сусрет и ми даде. Не ги барам парите сега, ги барам парите од оној момент ќе почнам да барам пари кои ќе потрошам на тие 200.000 марки. Барам од црквата исто само да биде као еден ревизор, да гледа дали се гради правилно, дали се става материјал правилен. Добро ми оди работата, затоа што ми оди за тоа дава. Која црква дошла да побара помош пари, имам и признанија од доста цркви вака, што сум помогнал, 500 марки, 600, 300, дај за ова, ки сум давал. Камо среќа да ние ни кај ова другава бензинска пумпа, каде што исто така имаме размислување, може би во догледно време и тука да поставиме камен темелник, па ете така ќе даде Господ да можеме да направиме уште еден убав, прекрасен храм каде што ќе можат македонските православни верници и сите верни чеда на нашето православие да може да се цркуваат. Со убавина да питам. На црквата. Најголема желба ми е да оваа црква што отпочнав да градам, мислам не да градам, али отпочнав со документи, мислам дека и општината ќе искочи во сусрет сега и да се изгради. Јас гарантирам дека за година дена таа црква и ќе осветиме.
Секој кој дава на Бога, Бог му враќа. Секој кој дал, од друга страна пак ќе му се врати. Како ви кажате на пословица, која рака дава, не се суши. И јас мислам, исто ова ако го дадам, ако го направам, дека Господ утре многу повеќе ќе ми врати. Мислам дека имам и верувам во Бога и затоа ова го правам. Zašto je večna milosta Njegova. Aleluja. Slavite Go Boga na bogovite. Aleluja. Zašto je večna milosta Njegova. A vodite od kako vidla se isplašija, se trgna bezmite i se izgubi šumat nad vodite. Spasi Gospodi, ljubi Tvoja, i blagoslovi dostojanje Tvoje. Насите луѓе што со радост го следат и го помагаат ова богугодно дело, подари им здравје и душевно спасение, градителите закрепи ги, запази ги неповредени овие темели, да останат неразрушиви и од невредење запази ги, и овој Твој храм кон успешно завршување приведи го, за да се принесуваат во него постојано сепелни песни и славословија и со бескрвни жртви да го славиме и да го воспеваме Твоето име
zašto Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Мир на сите, любови Твојего. Погледна, денес, 12. октомври 2013 лето Господово, на празникот посветен на преподобниот Кирија Кочелник и светител Памилоски, се изврши осветување и поставување на камен темелник за изградба на храм посветен на светиот Јован Крстител во општината Бутел. Чинот на осветување го изврши поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, во сослужение со митрополитите Тетовско Господарски господин Јосиф и Кумановско-Осоговски господин Јосиф и свештенослужители од Скопската православна епархија. Титор за изградбата на храмот е благочестивиот господин Мите Јовановски со семејството. Проектот е на Среме проекти, а изведувач на кодечните работи Друштвото за владетелство Петро Скопје. На новаја рета за нови години подпишува архиепископ Охридски и Македонски својрачно. Помолам титорот да повели тој да подпишува. Ангелски собор удивися, зря Тебе мертвих менившася, смертную же спасе, крепость разоривша, и собою Адама воздвигша, и от ада вся свобождша. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Почтом мира с милостивными слезами, о ученицы, растворяете, блистаяся во гробе, ангел мироносица вещавше, видите ви гроб и уразумейте, спас Бог воскресе от гроба.
mesta k ním angeli reče, ridania vremia prestane plačite, voskresenie že apostolom rcite. Blagosloven jesi Gospodin, nauči mňa opravdanijem Tvojim. Mironosici ženi, smiri prišeći ako grobu Tvojemu, spaseri dahu. Angel že k ním reče glagolja, što s mrtvimi živa go pomišljajete, jako Bog voskrese od groba. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Poklonim se Otcu i Jego Sinovi i Svjatomu Duhu. Svjat je i Trojice vo jedinom sušćestvje, serafimi zovuše. Svjat, svjat, svjat jesi Gospodi. I ninje i prisno i vo vijeki vjekov. Amin. Žiznodavca rošči, grijeha djevo Adama izbavila jesi. Radost že Evjev pečali mesto podala jesi. Pačija že od žiznik sej napravi. Iz tebe voploti visja Bog i čelovjek. Aliluja, 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 slava Tebje Bože. Aliluja, 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 slava Tebje Bože. Aliluja, 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 slava Tebje Izbjegav od faraon, od ropstvo v Egipet, od Mojsej me poveden i do Sinaj pristignav, da se kačam na Sinaj, da se kačam na Sinaj, silno posakuvam na njegovi od cedrv, to poda se pomolam, ovoj pade mnogo strmen, Bože daj trapenije, sila i izdržljivost, molitva da dobijam, poslušanje prece, poslušanje prece, sveto pismo Kelija i sveto molčanje, zada stekneš molitva. Zada kažeš molitva, ti odum od najnapred, daleku
pomisli na početok od molitva usna kažuvaj kako mine vreme to jer se stori razuna na nezinite zborovi mnogu vnimavaj zašto štom razmisluvaš lesno se prelesnuvaš na lukavi odmu preći molitva ta ti znaj zato ne plaši se koga ke te napadne od molitva ta se rađa slatki plodovi kakov mete to aok ne možeš da zamisliš kako dejstvuva molitva ta ne me prašuvaj ne možam da iskažam tajstvo božestveno što mja vidiš vo tebe kako ta dejstvuva togaž dobro čuvaja so mnogo smirenije Starče moj, počituj